Како по некое непишано правило во автомобилската индустрија, летниот период е зона во која одредени модели одат во пензија, а се најавуваат моделите кои ќе ни дојдат на есен. Во тој контекст денеска имаме и два теста. Едниот е на Kia Ceed кој заминува во пензија, а вториот го направивме во баерските и австриските Алпи, каде се соочивме со новиот Peugeot 308, автомобил кој сака да напише нова страница во поглавието на Peugeot, односно во компактната класа. Но пред да ги видите нашите впечатоци од овие два автомобили, ве поканувам да ги видите и новитетите кои се случија на домашната сцена. Идже, нашиот автомобилски јас, го прослави својот триумф на зелениот пекол, односно на патеката Нурбургринг, а исто така се случи и првата манифестација за тюнирани возила по подолго време во Скопје. Со цел да се обележи и прослави големата победа на нашиот Идже на Нирбургринг, неговиот покровител и долгогодишен пријател Мотоцентар изминатиот викенд организираше целодневно дружење и комплетно ново искуство за сите љубители на автоспортот. На несекојдневниот настан со многу возбуда и надпреварувачки дух, намерните и случајните минувачи и неговите пријатели и фанови виртуелно се тркаа со него. Тие ги извозеа своите најдобри времења и поставуваа рекорди на возачките симулатори за на крајот на денот Игор Стефановски да дојде да ги предизвика и да проба да постигне подобро време од најдоброто. Сите присутни се восхитуваа на неговата умешност и постигнатиот резултат кој беше повеќе од очекуван, но највозбудлив беше сепак предизвикот што можеа да го и пробаат своите можности против најдобриот возач во нашата земја. Присутните надпреварувачи кои постигнаа најдобри времења имаа можност да се запознаат со Идже, кој насмеан како и секогаш одвои време за своите фанови и сите присутни гости и надпреварувачи. На сите учесници им честитаме на позитивниот надпреварувачки дух со кој го обележа ова убаво дружење, а на Идже му посакуваме и понатаму да продолжи да реди успеси. Ниту дождот што се закануваше не ја згасна жарта со која ентузијастите од автоклубот Extreme Power City од Скопје ја организираа својата прва средба. Бројните учесници од земјава и странство го пополнија просторот предвиден за оваа тюнинг манифестација, очекувајќи ги секогаш љубопитните посетители. Со право горди на своите љубимци на 4 тркала, тие подготвено одговараа на прашањата за нив, во главно бројот на конски сили или брзината што ја постигнуваат. Но информациите колку време и напор им требало вака да ги дотераат, ги зачуваа за себе. Сепак јасно беше дека вложиле голем труд, бидејќи некои од возилата беа вистински уметнички дела. Сатисфакцијата за тоа ја добија од интернационалното стручно жири, кое ги награди најдобрите и најубави автомобили. И најгласните, бидејќи во посебна категорија беше оценувана јачината на озвучувањето вградено во нив. За настанот да представува предизвик за сите сетила се покружи атрактивната забавна програма која траеше до вечерните часови. И надпреварувачите и посетителите се сложија дека оваа манифестација која ни го разубави денот треба да прерасне во традиција. Кој работи, тој и греши. Така може да се прокоментира ситуацијата од која се излече Volkswagen, односно од аферата Dieselgate. Volkswagen во Америка исплати дебели оштети на име на издувните гасови на своите дизел мотори, но во Европа нема да се случат поголеми превирања. Исто така, кога збориме за финансиите во автомобилската индустрија, неопходно е да ја споменеме Toyota, која скоро ќе го изфрли својот потполно електричен RAV4 на пазарот. Тој почна да се продава во Северна Америка и во
соработка со компанијата Тесла. Но патиштата на Toyota и Тесла се разидоа поради многу несогласувања, но сепак Toyota успеа 24-кратно да го зголеми капиталот, дур беше акционер во Тесла. Volkswagen молчи, но од високи кругови на администрацијата на Европската Унија се дознава дека веќе е постигнат договор за компензација на нанесената штета од Дизелгейт аферата. Но за разлика од граѓаните на Америка, европејците ќе добијат само продолжена гаранција на своите возила. Нема ни збор за оштета, ниту пак за откупување на возилата со спорни мотори. Очигледно е дека правилата не се еднакви низ целиот свет, што Volkswagen го користи за да ги намали штетите. Во Соединетите Американски држави, каде законите за заштита на потрошувачите се далеку построги, Volkswagen покрај високите казни се обврза да плати и дебели оштети на корисниците. Во Европа пак ситуацијата е сосема поинаква. Законодавството е расцепкано на национално ниво, а заедничките правила далеку полиберални, што ги намалува шансите за построго решение. Но дебела вистина е дека, иако во Америка е прогласен за виновен, Volkswagen нема прекршено ниту еден европски закон. Затоа и според аналитичарите на овој потег на Volkswagen мора да се гледа како на добра волја на компанијата од Волфсбург. Со други зборови кажано, тешко може да се случи некој во Европската Унија да добие оштета затоа што купил возило со проблематичниот софтвер. Закупувачите на возила од земјите кои не се членки на Европската Унија во моментов нема никакви информации. Toyota ја прекина соработката со Тесла и ги продаде сите акции што ги поседуваше во калифорнискиот производител на електрични возила. Ставајќи крај на повеќегодишните меѓусебни тензии, јапонците известија и дека ги смениле плановите и дека сами ќе произведуваат електрични возила. Соработката со Тесла започна во 2010 година, кога Toyota инвестираше $50 милиони како знак на добра волја за идното заедничко работење. Тогаш на Елон Маск за $42 милиони му беше продадена и фабриката Нами во Калифорнија, во која се произведуваат Модел S и Модел X. Плюс на се, Toyota се обврза да купи компоненти од Тесла во вредност од $100 милиони наменети за електрична верзија на RAV4. Соработката стартуваше со голема надеж. Возилото беше заеднички развиено и во 2012 пласирано на пазарот. Тесла за него ги произведуваше електропогонот, батериите и контролната електроника. Компонентите потоа се испраќаа во Канада, каде тоа се монтираше. Електромоторот од 115 киловати ги задвишуваше само предните тркала. Батериите, кои имаа гаранција од 8 години, му овозможуваа автономија од околу 160 км. Нивното полнење на специјален полнач траеше 6 часа. Електричниот RAV4 постигнуваше максимални 160 км на час и забрзуваше до 100 за 7 секунди. Цената му изнесуваше $50,000, а беше предвидено за 4 години да се произведат 2600 возила, но не течеше секако што треба. Набрзо започна да се јавуваат бројни проблеми, а Toyota не беше задоволна од тоа како во Тесла реагираа на нив. Како предупредување, јапонците продадоа поголем дел од акциите, но го почитуваа договорот за соработка. Сепак во ноември лани си основаа сопствено оделение за развој на електрични автомобили, чии први конкретни резултати се очекуваат наскоро. Сега со продавањето на преостанатото учество што го имаа во Тесла, се стави крај на не така успешната заедничка приказна. Но во Toyota се задоволни, бидејќи од акциите иницијално вредни $50 милиони заработија дури $1,2 милиони.
2 години од појавувањето на втората генерација на Jaguar XF, британците ја представија и неговата Sport Break караванска верзија. Овој модел има големо значење за марката, бидејќи 60% од купувачите на првата генерација на XF се одлучуваа за него. Складниот дизајн е резултат на темелната работа на дизајнерите. Визуелните разлики во однос на седанот започнуваат зад вториот столб. Линијата на покривот е друга, а бочните стакла поголеми. Силуетата е чиста и одава впечаток на брзина. Големата врата на задниот каравански дел се отвора електрично. Светлата назад подсетуваат на F-Type, а багажникот има зафатнина која се движи од 565 па до 1700 литри. Запазена е и аеродинамиката, а вниманието ќе го привлече и големиот панорамски покрив. Механиката е идентична како и кај стандардниот XF. Инженерите на марката истакнуваат дека алуминиумската архитектура овозможува скоро идеална распределба на тежината. Тоа заедно со стандардното саморегулирачко воздушно ослонување обезбедува динамика во возењето на ниво на еден Jaguar. На технологиите и безбедносните системи не треба да се трошат зборови. Гамата мотори со кои XF Sport Break ќе се нуди на почетокот ќе биде малку скратена. Основен е дволитарскиот дизел кој доаѓа во 3 изведби со моќност помеѓу 163 и 240 конски сили. За оние кои бараат повеќе се наменети 3-литарскиот дизел со 300 и 2-литарскиот турбобензинот со 250 конски сили. Во понуда ќе бидат и варијанти со погон на сите тркала, а преносот на силината е преку 8-степената автоматика, додека само најслабиот мотор ќе доаѓа со 6-степен мануелен менувач. Се очекува идната година понудата да биде проширена, но засега нема ниту збор за XFR изведбата. Искусните купувачи на автомобили велат дека е најдобро да се купи автомобил кога е во заминување, бидејќи има многу атрибути кои одат во прилог на оваа теорија. Пред се тоа е далеку попристапната цена во однос кога е промовиран автомобилот. Исто така технолошки е во одлична кондиција, како и во од аспект на производството. Токму поради тоа ние ја возевме Kia Ceed со 1,4 литрен бензински мотор, модел кој е во заминување бидејќи во септември доаѓа потполно новиот Kia Ceed. Што може да очекуваат купувачите од неа, видете во следните минути. Карактеристично за македонскиот пазар од секогаш била желбата на купувачите да добијат што повеќе за помалку пари. Подготвени при тоа да прават компромиси, тие често бираат модел со најниско ниво на опременост, што е грешка која се увидува многу брзо. Оние што го знаат тоа се ослонуваат на продажните акции, кои во последно време ги има често. Најмногу сепак се добива кога некој модел е на заминување пред лансирањето на неговата нова генерација. Тогаш цените се најниски, а опременоста најбогата. Плюс на тоа се добива автомобил чие производство е разработено со максимален квалитет и отстранети се сите забележани недостатоци. Но и тогаш мора да се прави компромис по правило кај дизајнот. Кога зборуваме за Kia Ceed, тоа како да не важи. 5 години колку што е на пазарот, како да не оставија никаква трага на нејзиниот спортски и елегантен стил. Мускулестите линии и денес се доволно свежи, што изгледа како сега да се има појавено. Со редизајнот од пред 2 години додадени се неколку стилски детали кои дополнително го акцентираат младешкиот дух на моделот. Дека сепак се работи за автомобил од претходната генерација покажува внатрешноста. Материјалите се квалитетни, но дизајнот е неадживеан. Посебно на централната конзола, каде најмногу се забележуваат трагите од забот на времето. На содржината сепак малку замерки можат да и се најдат. Подетално се запознаваме со моделот со адванс ниво на опременост и 1,4 литарски мотор, кој во моментот има акцијска цена од нешто испод 13.000 евра. За безбедноста се грижат системот за електронска контрола на стабилноста, 6 воздушни перничиња,
и изофикс точките за присврстување детско седиште. Листата комфортна опрема започнува со централното далечинско заклучување и комплетната електрификација на сите стаклови. Електрични се и ретровизорите кои се загреваат, а за ладење на натрешноста е задолжен мануелниот клима уред. Возачкото седиште се подесува по височина, а управувачот и по височина и по длабочина. Тој, како и рачката од менувачот, се е обложен со кожа и со команди за аудиосистемот на себе. Наслонот за раката на централната конзола и деливата задна клупа во однос 60-40 ја зголемуваат практичноста, а темпоматот и Bluetooth конекцијата релаксираноста во возењето. Тоа пак е глатко благодарејќи на одлично ускладената погонска група. Познатиот 1,4 литарски мотор со 100 коњски сили се врти лесно, а со 6 степениот менувач се ракува прецизно. Kia Ceed со овој агрегат при престигнување бара понизок степен на пренос и поголем број вртежи, што истакнува една од ретките забелешки – бучноста на моторот. При нормално возење таа сепак не е изразена, но затоа вентилаторот од енергичниот клима уред добро се слуша. За пространноста на каросеријата или пак 7-годишната гаранција не треба да зборуваме. Тие доста добро им се познати на нашите купувачи. Битно за нив е и што за наведените пари добиваат уште и светло за магла, алуминиумски тркала и металик боја. Со Kia Ceed досега сме се сретнале повеќе пати и секогаш сме биле позитивно изненадени. Таа имаше задача да го смени имиджот на марката во Европа, која корејците ја поддржаа со инвестиција од милиарда евра во новата фабрика во Словачка. Освен на квалитетот на производството, големо внимание беше посветено овој модел да биде направен по вкус на европјаните. Тоа беше во 2006 година, кога се појави првата генерација на Ceed. Оваа втора генерација само ги надгради адутите на претходната, поставувајќи ги истите критериуми како традиционални за настапот на марката. Затоа и никој не се изненади кога во 2015-та пристигна вест дека се произведени 1 милион примероци од овој модел, кој наесен ќе го добие својот наследник. Кој има повеќе делови, тркачкиот автомобил или моторцикл? Seat ни даде одговор на ова интересно прашање споредувајќи ги Leon Coupe Racer и MotoGP моторциклот на Ducati. Според шпанците, нивниот тркач содржи околу 1400 различни делови во однос на стандардната верзија на Leon. За негова подготовка на техничарите им требаат 277 работни часа. Од друга страна, Ducati MotoGP се состои од вкупно 2060 делови кои се монтираат на рамка специјално развиена за трки. За тоа се потребни само 80 работни часа. Од Seat уште кажуваат и дека срцето на Leon Coupe Racer тежи 170 килограми, а она на Ducati помалку од 50. Затоа и место со дигалка, него во рамката го монтираат тројца механичари рачно. Голема разлика има и во брзината. Автомобилот повлекува до 267 км на час, а моторциклот може да стигне дури до 350. Максималната сила на Leon изнесува 350, а на тркачот на Ducati повеќе од 250 коњски сили. За нивно безбедно контролирање се користат керамички дискови со скоро иста големина. Со пристапна цена, но и со ниски трошоци на одржување, Kia Ceed има шанси да се наметне како народен автомобил. Со слична идеја и Peugeot го промовираше 308 кога го представи на пазарот, но временскиот филтер покажа дека 308 е предодреден за далеку повисоки цели. Неодамна се направи рестайлингот на 308, а нашата редакција беше присутна во баварските и австриските Алпи на тест возењето на обновената 308-ка. Таа покрај обновениот дизајн нуди и многу технологии скриени зад
изгледот кој е извонредно атрактивен. За да ја осовремени и даде шанса да се бори со ривалите во класата на мали семејни автомобили, Peugeot направи серија освежувања на 308-ката. Пред таа да се појави на македонскиот пазар во септември, бевме поканети да се увериме во направените модификации. Помалку необично за француска марка, тест возењето беше организирано на германска територија, поточно во Баварија. Со ова домакините како сакаа да кажат нешто меѓу редови, но подеднакво внимание им посветија на двете каросериски изведби. Надворешните промени кај хеджбек и караванската каросерија се фокусираат на предниот дел, каде забележливата маска на ладилникот доби порафинирана интерпретација. Реобликувани се фаровите со стандардни дневни LED светла, додека предниот браник е потполно нов. Со овој пристап семејниот автомобил се приближи барем со изгледот на успешното спортско корисно возило 3008. Задните светла сега наликуваат на канџа која длабоко навлегува во каросеријата, додека ревизијата се заокружува со неколкуте нови модели на тркалата. Тоа се однесува на надворешноста. Со влегување во интериерот ќе потрошите доста време да забележите промени, а тие се забележуваат кога ќе го стартувате моторот. Тогаш се вклучува новата графика на 9,7-инчниот екран осетлив на допир, ангажиране том-том за навигацијата, а подобрена е конективноста со паметните телефони преку Apple CarPlay и Android Auto. Сепак дизајнот е идентичен со претходникот, што во голема мерка му замерам на Peugeot. Јас очекував да биде вметнат атрактивниот iCockpit, кој би дал посебна вредност и предност на 308-ката во однос на останатите возила во овој сегмент. Ергономијата се уште останува дискутабилна категорија која е проблематична за возачите со определени големини и облици. Тие тешко ќе најдат удобна положба за возење. И покрај новата графика, централниот екран на допир се уште не е особено лесен за ракување во движење. Особено промената на температурата може да биде нестабилна поради фактот што виртуелните копчиња се изведени во подмени. Она што многу ми се допадна е нивото на опременост GT Line во кое покрај спортските стилски детаљи и 18-инчните тркала опфатен е панорамскиот стаклен покрив, комплетни LED светла и камери кои даваат јасна прегледност околу целиот автомобил. Популарно наречен редизајн сепак е искористен за вметнување на нови технологии во гамата на 308. Пред се тоа се обновените мотори, особено дизели, кои сега ја исполнуваат втората фаза на Euro 6 нормата. Бензинските мотори имаат две зафатнени и сите се со турбополнач. 1,2 литрениот PureTech со 3 цилиндри располага со 110 и 130 коњски сили, а посилниот се нуди и со автоматски менувач. Најсилна опција е 1,6 литрениот 4-цилиндерски мотор со 205 коњски сили. Изборот кај дизелашите е далеку поголем. Семејството Blue HDI нуди 3 зафатнени со распон на силата помеѓу 100 и 180 коњи. За време на дводневните возења имав можност да ги испробам повеќето понудени опции. Пред се им обрна внимание на најинтересните верзии за македонскиот пазар, оние со дизел мотори. Најнов меѓу нив е 1,5 литрениот агрегат со 130 коњи, чии перформанси ветуваат. Со вртежен момент од 370 Нм веќе од 2000 вртежи во минута, тоа е забавна и интересна солуција. Не само што ги исполнува Euro 6 нормите, туку емисијата на издувни гасови е далеку помала од пропишаната. Во комбинација со 6-степен мануелен менувач, подготвено одговара на сите сценарија на возење. Патиштата на Баварските Алпи знаат да изморат и далеку поизвикани возила со посилни мотори. Сепак францускиот лав со мало, но силно срце се наметна со неговото однесување. Едноставно не ги признаваше стрмнините кои некогаш достигнуваа и до 20%. Неговите линеарни забрзувања и големата еластичност оставија силен впечаток на мене. За оние со подлабок джеб, но и поголеми возачки амбиции, со мирно срце го препорачувам знаменосецот, опремен со 2-литрен Blue HDI од 180 коњи, впарен со 8-степениот автоматски менувач со двојна спојка. Тоа е комбинација која просто ма гепсува.
Преносите се менуваат сами, а доколку возачот сака нешто повеќе од вртење на воланот, тогаш може сам да ја превземе контролата над менувањето на преносите. Таа опција функционира безпрекорно, времето на реакција е секавично и му дава дополнителна самодоверба на возачот. На провокативните свиоци каросеријата се држаше до зададените линии. Малиот волан лесно се манипулира, а целиот автомобил заслужува афирмативни оценки. За семејни потреби најприкладна е караванската каросерија. За разлика од хеджбекот, таа е за 35 см подолга, но димензиите се зголемени во задниот дел, од каде доаѓа големиот капацитет на багажникот. Кај хеджбекот тој може да собере од 470 до 1309 литри, додека караванот има стартни 660 кои нараснуваат на 1775 литри со сооборена задна клупа. Во инает на подолгата каросерија караванската верзија не покажа ниту најмало отстапување во однос на хеджбекот. Управливоста и динамичните манири се во потполност исти, подсетувајќи не дека инженерите на Peugeot секогаш имале што да кажат во дотерувањето на возните својства, без оглед на можните варијации на димензии. Без оглед дали се работи за хеджбек или караванска изведба со моќен или економичен мотор, заедничка одлика на обновената 308-ка се имплементирањето на безбедносните електронски системи кои му дозволуваат на возачот да ужива зад воланот. Ги издвојувам лесната конектибилност и тридимензионалната навигација, напредниот систем за асистенција на возачот кој обединува повеќе функции, како активниот темпомат чие дејство опфаќа 30 функции, активниот систем за сопирање на автомобилот, системот за одржување на смерот на движењето во рамките на сообраќајната лента, надгледување на слепиот агол и паркинг системот. Таквите остварувања ја оправдуваат цената, но и побарувачката на Peugeot, кој полека но сигурно отвора нови поглавја во своето подстоење. На есен го очекуваме Peugeot 308 да биде присутен и на македонскиот пазар, каде верувам ќе успее во својата мисија, а тоа е да ги замрси конците на добро етаблираните во својата класа. Тоа се Volkswagen Golf и Ford Focus. Несомнено дека со неговиот дизајн и опременост Peugeot ќе успее во својата приказка. Верувам дека успеавме и ние во нашата приказка да го задржиме вашето внимание оваа емисија, а следното дружење ни е за 7 дена. До тогаш останете во добро расположение, до гледање и се гледаме за една недела. Пријатно!